Инвестиција од над 200 милиони евра во здравството, најави премиерот Христијан Мицкоски. Тој откри дека првата фаза од британскиот договор наскоро ќе започне и ќе донесе неколку крупни проекти, и тоа изградба на нови болници, реконструкции на здравствени установи, но и нова зграда на медицински факултет со нов студентски дом. Мицкоски најави дека ќе има пари и за нов клинички центар. Сите проекти ќе се реализираат по сличен модел како финансирање на пругата. Министерството за здравство треба да побара од Министерството за финансии да направи условно кажано тендер со кој што финансиски институции и банки ќе изразат подготвеност и интерес да го финансираат тој проект и нормално најдобрите услови кои што ќе бидат понудени ние ќе ги прифатиме и одбереме. Имаме рамка, имаме средства слободни за да влеземе и во втора фаза, а тоа е онај долго ветуван голем клинички центар во Скопје. Освен напредокот и инвестициите во здравството, премиерот најави дека државата ќе продолжи да вложува и во туризмот во Македонија. Доказ за тоа е порастот во туризмот од преку 20% во последните 4 месеци. Според Мицкоски, тоа има позитивен ефект врз државниот бруто домашен производ и стопанството на земјата. Тој очекува уште поголемо засилување и проширување на туризмот во наредниот период, што би резултирало со поголем број туристи и остварени ноќевања. Обидот да директно преговараме со туроператори е успешен. 40.000 туристи од Западна Европа веќе престојуваат тука, во вкупен број зборувам. Тоа се негде околу 160.000 ноќевања. Надвор од сезона, кога збориме за Охрид, иако другиот дел на државата цела година е сезоната. За следната година очекуваме надвор од сезона половина милион ноќевања. Според статистиката, минатата година во земјата имало 1,2 милиони туристи, а за годинава се очекуваа до 1,5 милиони. Минатата година биле регистрирани 3,5 милиони ноќевања, а годинава се очекуваат најмалку до 4 милиони престои.